Добро вечер и добро дојдовте во новото издание на спортското студио на телевизија Нова. Главен фокус во ова издание на нашата емисија ќе биде каратето. Логичен е нашиот избор со оглед на тоа што каратето доби статус на олимписки спорт. Пред неколку дена Интернационалниот олимписки комитет донесе одлука на следните летни олимписки игри кои ќе се одржуваат во 2020 година во Токио, каратето и уште 4 други спортови да бидат вклучени во олимпиското движење. На оваа тема вечерва мои гости кои ќе зборуваат за значењето за воведувањето на каратето на олимписките игри за македонскиот спорт и олимпизам. Имам двајца гости, Златко Димевски, селектор на македонската репрезентација во Кати, и Горан Милковски, мој колега новинар, меѓутоа член на извршниот комитет на Македонската и на Балканската карате федерација и силно инволвиран во работата на македонското карате. Добро вечер и добро дојдовте во телевизија Нова. Добро вечер, добро ја најдов. Каратето конечно го доби статусот што многумина го посакува, особено тоа е значено, веќе споменав за Македонија, со оглед на добрите резултати кои ги имаат македонските каратисти на меѓународна сцена. Што значи всушност сега ова за вас каратистите? Вака се, значи ова за сите спортисти солно е олимписките игри во било кој спорт. Нашиот сон ние го сонуваме 40 години. Толку време чекаме да влеземе на олимпијада. Јас конкретно 47 години, 48 имам, 41 сум во карате и нонстоп го слушам тоа и нонстоп се бориме, нонстоп. И еве дојде дено, не денот, туку веќе 3 дена го живееме ние нашиот сон. Веќе сме официјално на олимписките игри. И ова има огромно значење, како што кажавте и вие, за секоја држава, посебно за една мала држава како што е Македонија, каде што ние во карате имаме стварно изворедни успеси во континуитет. Тоа е многу битно да се спомени, затоа што не се случајни, туку се со неколку години поред имаме стварно врвни резултати од светски и европски првенства. И сега нормално да не фати некоја еуфорија, меѓутоа не треба да живееме во таа еуфорија, да бидеме реални. Мислам дека имаме големи шанси да имаме кандидати кои што ќе исполнат норма за следната олимпијада во Токио. Меѓутоа треба со ладни глави посветено да уште од денеска да почнеме да работиме, затоа што брзо ќе дојде олимпијадата и се надевам, дај Боже, и да имаме и можности реално тие што ќе фатат норма, значи влегуваат во многу за тесен круг за и голема е веројатноста да освојат медал на олимписките игри. Битно е нормата да се исполни, меѓутоа тоа понатаму во текот на емисијата со Ќе разговараме детално. Во секој случај е еуфорична вест и многу радосна за 100 милиони каратисти во целиот свет. Целиот свет. Да. Горан, претпоставувам ти си подобро запознан. Како изгледа тоа лобирањето за некој спорт да добие статус? Пред се сигурно знаеш во детали како изгледало тоа за каратето. Што се треба да направи една интернационална федерација? Колку треба труд, напор за да го добие статусот на олимписки спорт и претпоставувам не претпоставувам, туку знам, има значење и тоа што игрите се во Токио, па тоа се поврзува и бидејќи колевката на каратето. Па да, многу од ова сега што го спомена е присутно во овој избор, не случајни се некои работи, како велат, случајностите не се случајни, туку напротив, треба да направиш среќни околности за да се исполнат. Исполнети се многу предуслови, услови, параметри. Каратето или Карате федерација на Македонија е членка на Светската карате федерација, WKF или World Karate Federation, која што е веќе 13-та година, значи веќе трет олимписки циклус, партнер на Меѓународниот олимписки комитет. Значи, за разлика од некои поранешни времиња кои не ви коментирале сега околу паралелизми, околу стилови и така натаму, тоа не постои одамна во Меѓународниот олимписки комитет, туку еве ова е третиот обид, затоа што трет олимписки циклус во кој што каратето беше кандидат за влез на олимписките игри. Претходните два наврата за Пекинг и за Лондон, кога беше гласањето, отпадна во самата завршница, меѓутоа во овој период, особено изминатите 4 години, е исклучително многу направено во процесот на тоа лобирање. Еве, например, само ќе споменам, еден од факторите што се многу важни е промената на правилата, кои што, ако направиме на паралела, беа критични и за борењето пред 4 години во Лондон, па борењето во последен момент, откако беше isfрлено, се врати на Олимписките игри и тоа токму за Рио. Многу мина сметаат дека тоа се случи на сметка на каратето или на штета на каратето, која беше веќе речиси подготвена. Меѓутоа, овие 4 години го направија каратето и Светската карате федерација да биде уште подсилна, подцврста во тие определби и да излобира, и да ги поправи одредени своји, ајде да не речам, недостатоци, меѓутоа ако имало забелешки некакви. Да, во системот на функционирањето,
за уште повеќе да се истакне како една многу сериозна организација. Тоа го направи овие 4 години и меѓу другото поставен е пред нешто повеќе од 2 години за генерален секретар на Светската федерација господинот Нагура, кој што е јапонец и кој што изврши силно влијание врз Јапонија како држава и како организатор на следните Олимписки игри 2020 година. Едноставно го отвори влезот. Од друга страна, исто така, председател на параолимпиското карате е господинот Вајгард од Германија, кој што е, ајде да кажем, и личен пријател на председателот Влијателен. на Интернационалниот олимписки комитет, господинот Томас Бах. И сите тие работи заедно со поправањето на, како што рековме, одредени работи во самиот систем на функционирање на Светската карате федерација, во секој сегмент сето да придонесе да овој пат мора на некој начин ништо не мора меѓутоа да биде изгласано едногласно од сите членови на Меѓународниот олимписки комитет. Претпоставувам и големите натпреварувања што ги организира оваа федерација треба да бидат на ниво на најголемите настани во светскиот спорт. Европските и светските карате првенства, сигурна сум дека тие критериуми се сериозно исполнети. Ти често патуваш, тоа го си го видел. Па еве, ајде да не зборуваме сега за колку европски светски првенства во разни спорти, значи може да се компарира. Еве, само на Олимписки игри сум бил на 6, заедно со минатата година европските игри, ајде да кажеме 6+1. Тоа беше на некој начин европски олимписки игри. Компарирајќи го она што се случува на светските првенства во карате, каде што имав среќа да присуствувам на 3 едно по друго светски првенства. Еве на последното 2014 година во Бремен за финалните надпревари во сабота и недела, салата беше распродадена, имаше 17.500 влезници. Прашањето ми е во контекст на тоа да се покаже дека нивото на каратето е... Да, меѓутоа интересот. Горан, само да ве потсетам во контекст на прашање, Интернационалниот олимписки комитет неколку години и сега на седницата јас ја пратев цело време во живо и Горан е запознат, праќа своји делегации кои што го дава извештај за светското првенство, како било во Париз имаше делегација, во Бремен, и сите позитивни беа тие извештаи за карате, за публика, за во Париз имаше 20.000 и нешто во еден момент во Берси салата. Берси, повеќе од капацитетот. Значи еден мал град на едно место, сите дојдени за карате. Претпоставам да сите овие фактори сепак се мора да се влијателни околу носењето на одлуката. Да, тоа се само да се надојде. Ова што спомена Златко, значи праќаат специјални делегати од Меѓународен олимписки комитет, строги, да кажем, критичари, буквално за секој детај, за секоја ситница, дали фали недостасува во организацијата, дали во самиот надпревар, дали нешто се подобра во поглед на правила, судиски и на друга надпреварувачки. Претпоставувам и нивото на квалитет на самиот спорт, дали се подигнува. Знаете до кој детали, да, јас сум судија на Светска федерација и ги судев сите првенства, вие светски бев на лице место. И нашиот председател на Светската судиска федерација дојде и ни кажа, вика, внимавајте, може во секој момент не знаеме кога, однесувајте се на професионално ниво, во смисла нема некој да стани па да шета, па да гледа, се да рече, види ги судиве во карате, што сака прави, значи на се водеше сметка сите овие години. И од надпреварувачите, и правилата се сменија судиски, се во контекст да се стаса до ова што дојдовме денес. Како се одредува критериумот за нивото на каратето како спортно светско ниво? Како Интернационалниот олимписки комитет, да речеме, тоа го проценува? Значи, ако ви прашањето во контекст на тоа како ќе биде за следна олимпијада, тоа е друго. Тоа е друго. Иначе тие гледаат... Како се влегува во светот на врвните спортови? Како е направена таа проценка дека каратето може да влезе во светот на врвните спортови? Може само тука една мала помош, извинам. Значи, Светската карате федерација има 193 земји членки. 53 сите земји што се во Европа, вклучувајќи го Косово како последен член, затоа што е најнова држава, е вклучена во Европската федерација. Од Азија ми се чини дека се 42, од Африка 49, сега да не ги кажам сите, меѓутоа 193 на глобално ниво. Сега, нивото на квалитет преку континенталните шампионати, каде што исто така се под надзор на Интернационалниот олимписки комитет веќе подолг временски период, и ми се чини дека главниот тест, не ми се чини него сигурно, беше минатата година Европските игри во Баку, каде што направија еден страшен филтер, би рекол, затоа што само до 7 односно 6 место гарантираше на европско првенство, да. Па петто, да, независно каде има азербејџанци, затоа што Азербејџан имаше во сите категории. И тоа беше еден филтер кој што даде на некој начин насока како треба да изгледаат настап на Олимписки игри.
следејќи ги тие надпревари во континуитет, гледајќи ги квалитетот на сите категории кои што има и во машки и во женска конкуренција во борби во кати, нормално дека тие го има тоа во предвид и како што реков, во меѓувреме изминативе 4 години се исполнети сите предуслови за влез на каратето, а да не забораваме дека минатата година била направена, после ние нормално дознавме преку председателот на Светската карате федерација господинот Еспинос, нарачано истражување од Меѓународниот олимписки комитет да се утврди колкаво е нивото на застапеноста на каратето во Светската карате федерација. И дојдено до еден фрапантен податок, 96,8% од 100 милиони регистрирани каратисти, од кои 10 милиони се сметаат за исклучително активни, другите рекреативци, млади категории, меѓутоа припаѓаат на Светската карате федерација. Претходно имаше некои други движење. Не движење, туку имаше повеќе како да речам сега, паралелни некои кои што сакаат да привлечат внимание, меѓутоа Светската карате федерација е многу добро тоа што го направи. Има многу стилови во карате, има шотокан, шитори, вадори. Тоа е како тоа се обединува, како се избори? За да направам споредба за гледачите, тоа е исто на пример Горане по фудбалов, да речи на пример има италијански фудбал, катаџо и сега ќе правиме европско првенство во италијански фудбал. Ме разбирате, значи нема карате е карате. Правилата се тие, дали вежбате шитори, гоџури, вадори традиционално, сега Олимпискиот комитет со ова одлука и Светската федерација вика Бујрум, повелете сите каратисти, ако сте припадници само по овие правила. И тоа е добро за спортот. Затоа што секој унифицираност некаква мора да има. И нашата јавност беше збунета. Една недела европско првенство во не знам какво карате, друга во вакво карате. А ова вистинското карате, кај што стварно треба да со години да се спремате, да се откажите од многу работи. Јас знам како се дојдува до еден спортист, што треба да направи. Од јадење, од тренинзи. И сега некој да нечам никого да навреда, меѓутоа кај што се собрале 2-3 клуба и организирале така наречено европско светско, ќе излезе на телевизија ќе каже јас сум европски првак. И сега јавноста збунета. Берат 4 пати беше европски првак. Недоразбирање околу тоа. Имаше, сега нема повеќе. Сега е чисто. Се расчистува ситуацијата. И ќе биде многу јасно и многу е добро ова. Шанса ќе има секој каратист, меѓутоа треба да си помени сите филтри од најниско ниво до европско, светско, па критериуми за олимписки игри. Се зборуваше овие 2 дена по носењето на одлуката, како ќе изгледа каратето на олимписките игри. Ние сме давале сите и во информативните програми, меѓутоа добро е да објасниме што ќе подразбира присуството на каратето, во каква форма ќе биде на олимписките игри. Па еве, со оглед на тоа што сум најдиректно инволвиран и како човек кој што е веќе 6 години на тие конгреси на Европска федерација и исто толку и на Светска федерација, и најдиректно и контакти со председателот на Светската федерација, благодарение на нашата изворена политика предводена од председателот на Карате федерацијата на Македонија, господин Драган Стојановски, во овој 8 годишен двоен негов мандат досега и здравје понатаму продолжуваме уште позасилено. Ние ги имаме сите тие информации, да речеме пред време. Еве, да не кажам сега, знаевме дека ќе биде примерно каратето можеби половина година пред полно други. Иако е тоа нешто што не се објавува туку така. Меѓутоа, да се вратиме на лани, ќе потсетам, значи во Баку на европските игри беше даден еден пример како треба да изгледа еден таков турнир на континентално ниво. На светско ниво нормално кога се зборува за олимпијада се прави паралела со некои други боречки спортови, меѓутоа ајде да не бидеме ни субјективни, да пробаме да бидеме реални, каратето има навистина квантитативно повеќе во однос на многу други спортови кои што се олимписки. И затоа имаше предлог од Јапонскиот олимписки комитет како домаќин, еве да не се прифатат сите 5 категории кои се мажи и жени во борби, туку да има 3. Добро е што се прифатени 3, не е добро што не се 5, меѓутоа тоа значи концентрирање. Добро, меѓутоа во сите спортови не се исти дисциплините, нели? И во пливање има многу повеќе на светски првенства отколку на олимписки игри. Претпоставувам дека тоа мора да биде. Сега форматот е најдобрите 10 во секоја од тие 3 категории за кои што дополнително ќе се каже дали ќе биде, да речеме, првата до 70 или плюс минус некој килограм, втората 80 плюс минус. Уште тоа не е толку не е дефинирано. Значи меѓутоа има тоа борби кати, 4 машка женска конкуренција и разликата ќе се прави сега по килограми, така? Да, по килограми, да. Во моментов има, значи, на Светската федерација, на светски европски првенства и на официјални турнири 5 категории, меѓутоа тука ќе има 3 и тоа е сепак добро. И најверојатно ќе бидат по 10 во секоја категорија од цел свет. Сега предпоставка е дека ќе се оди, да не одам толку далеко сега,
пред официјалното соопштение на Светска федерација, но најверојатно ќе одат континенталните шампиони, плюс ќе има квалификацијски Ќе има турнири. дополнителни Да, за квалификации. дополнителни 3-4 места, како што е во борење, бокс или во некои други спортови. Овие сите критериуми ќе ги објави Светската федерација, ќе има конгрес сега во Линц на светското првенство и до крајот на октомври се ќе се знае Ќе си биде прецизирано. се ќе се дефинира. А во дело на судискиот дел што рече Горан, значи многу се сменија правилата, се воведе видео ревју на ако има поен, ако нема поен, да може тренерот да се пожали. Тоа е новитет, значи има уште новитети, затоа што да бидеме реални, секогаш, например, на Европско првенство имаше аномалии и тие ги забележале сигурно од Олимпискиот комитет, дека одредени држави си помагаа едни со други како на Евровизија песна. Меѓутоа тоа сега завршува и ќе мора и во тој дел и со судите да биде многу построго, да се одбера најквалитетните. Вие сте директно инволвирани. Како се регулира тоа? Знаете, да се избегне пристрасноста, тоа сепак е човечки фактор. Да, Тоа не е да. семафор, број на кошарка и тука нема Така, и таму така. има суди, Или меѓутоа пливање атлетика, или да. пливање атлетика, тоа Точно мери така. на пливање и толку е, нема. Во тој дел, значи посебно, пошто имаме две категории кати и борби, во борби веќе е многу подефинирано. Значи ако тренерот кој седи на борилиште види дека има поена судите сгрешиле или некој не дал знаменце намерно или ненамерно, има право да реагира и ќе се види на ревју други суди кои што се задолжени за тоа и може да го врати да го поништи или да го додела. Во кати е уште тешко, многу тешко судењето. Во кати е баш субјективно премногу. Така. Затоа што нема поен, туку треба толку да биде искусни судите и толку професионалци што да ги забележуваат тие ситни. И сега зборуваме за Олимпијада, значи 10 најдобри од светот, кај што многу мали финеси, нијанси. Например, во гимнастика се знае, ако направи цукахара, тоа е тежок скок и му дава поени и тој најверојатно ќе победи. Сега тука треба да се направи измени во кативе, во тие најважните финеси, во каква ката тежината, какви скокови, затоа што не е исто ако спремате некоја ката што трае 30 секунди и некоја 2 минути. Треба многу повеќе време и ќе има сигурно ќе најди решение Светската ќе има и некакви одредници околу тоа колку Сигурно. треба да трае тоа, не може тоа да, секако. Околу трењето, да, тоа е дефинирано, меѓутоа ова сега што спомена Златко Димовски, кој што е патем речено нашиот прв светски судија, а во меѓувреме имаме уште доста и европски и светски благодарение на ова политика, стратегија, систем кој што е направен овие неполни 10 години. Значи ќе има измени во тој сегмент, меѓутоа во моментов е како уметничко лизгање, како гимнастика. Значи имаш перформанс изведба и чекаш на судиите за оценка. Сега тука ќе има, меѓутоа во овие 4 години верувате дека ќе има доста промени во тој сегмент. Многу е се да се прецизираат работите, претпоставувам, мора тоа така да оди, да има многу прецизни одредници за да може тоа дури и да биде да кажеме компјутерски да се води, а не судија да гласа со знаменце само сино или црвено и да одреди судбината на некој. Не смееме, ние 40 години сме чекале да влеземе на Олимпијада и да се јас како судија на ваква работа, некоја како 21 век може да се реши на некој начин сигурно. И сега да изгубиме заради да не речам вакви некои ситници глупост, значи не смееме да дозволиме ни самите каратисти, ни судите, ни Светска федерација да треба да биде многу ригорозна. Ако во иднина на светско, на европско се примета таква ситуација, да нема прогледување, да се елиминира тој судија. Значи мора некои строги мерки да се презема за да го задржиме ова што ни го даде Меѓународни олимписки комитет. Само да се надоврзам на она што спомена пред малку Златко Димовски, дека на европските игри во Баку тој видео челендж нас ни донесе можност да ги освоиме тие два медала. Значи, од сите 45 спортисти во повеќе спортови кои што беа присутни минатата година на првите европски игри, за жал или за среќа еве на каратето, за жал на другите спортови, само двајцата каратисти Емил Павлов и Мартин Несторовски беа со исполнета норма, другите беа без такви ригорозни мерки, да кажеме за да бидат учесници, и двајцата освоија медали. Меѓутоа реакцијата на нашиот селектор Петар Белистојановски, кој што е селектор во борби, во дадена ситуација придонесе да ги измени судиските одлуки, дури по неколку пати во една борба, а таму беа најдобрите 25 суди сега тука се наметнува прашањето, што гледале судиите? Ако требало толку реакции. Епа тоа е тоа. Тоа што се воведе видео челенџот слично како во некои други спортови, како во хокеј на мраст од времето или тенис последниве години, уште е поизразено во карате, со тоа што ако тренерот не е во право, го губи правото на челендж, значи секогаш мора да зема картон. Така. Да. И
Меѓутоа, секоја реакција му беше на место и тоа придонесе и Емил и Мартин до освојат медали. И Македонија да биде на листата на освојувачи на трофеи. Додека дојдеме до македонското карате и прогресот на уште едно прашање имам. Како е регулиран тој статус, затоа што знаеме дека некои спортови го губат олимписки, загуби олимписки статус, па се враќа и така натаму. Што треба сега да понуди, да исполни каратето за да го задржи статусот? Па еве, од она што го гледам овие 7-8 години колку што одам на сите тие големи надпреварувања, и сум, да кажем, инволвиран во таа политика која што се води во светското карате. Мислам дека треба да го задржи нивото и малку да го подигне она што го направи изминативе 2-3 години. Нема да се осврнуваме на негативностите кои што беа таму до 2012-13 кои ги имаше доста, меѓутоа со промената на генералниот секретар на Светската федерација и со дефинирање на вистинските луѓе кои реално работат за каратето, зборувам во светски рамки и во европски рамки, а не само декларативно. Многу работи се направија. Минатата година Баку покажа, овие светски првенства кои што ги споменавме исто така, европските исто така, премиер лигите исто така. Еве уште од сега знам дека каратето е прв од сите олимписки спортови, иако пред да биде избран еве пред неколку дена официјално, прв кој што подпиша договор, сега не знам точно што беше со за телевизија, за пренесување на надпреварите, Сите премиер лиги во иднина. Светски и европски првенства и сите премиер лиги. Премиер лига е нешто, ајде да споредиме како во тенис мастерс турнири. Како во атлетика Златна лига. Златната лига, германска сега така. Значи, тоа е тоа, а се друго што ќе биде во поглед на изменување, на дополнување на одредени судиски правила, во поглед на објаснување на широките народни маси за правилата во каратето, исто така тоа треба да следи, малку поголема пропаганда. Мора тоа за да се добие некаква атрактивност за луѓето да имаат врз основа на што да гледаат, да знаат што да очекуваат кога што не се карате образовани. Тоа е основното прашање. Значи, некој што јас се каратист сум и некогаш порамо, значи, некоја одлука судиска, јас се думам дали е така или не, а се некој што не знае карате и дојде да гледа на Олимпијада, треба да му биде јасно дека овој победи заради ова. Од прилика да има представа човекот што да очекува на крајот. И на тоа се работи и ќе се среди, тоа сигурно. Значи, нема мора да се среди. А пред малку што праша, еве сега бейсбол, софтбол се враќа после извесен период на абстиненција. Јас знам дека, знаеме сите дека тоа беше, ајде да речеме, од бизнис побуди, така и сега, затоа што тоа е атрактивен спорт во кој што има доста пари. Се вртат пред се во Северна Америка, во Јапонија која што е сега нели домаќин Токио. Исто така меѓутоа само во неколку земји е тоа. Еве Европа не го развила, Африка не го развила. Други континенти немаат толку средства, значи да го развијат, се обидува, не знам, Индија, таму Кина и така натаму. Тоа е маргинално. А го вратија бейсбол, софтбол, меѓутоа уште неколку спортови сега примија, нели 3, кои што ќе бидат на тест 2017 година на сетницата во мисли чини ќе биде во Перу, некаде во септември-октомври, ќе биде дефинитивно објавено кои од овие спортови и од актуелните олимписки спортови остануваат за програмата за 2024 година. Мислам дека каратето со оглед на она што го спомнав претходно, 193 земји членки, 100 милиони кои што практикуваат карате, 10 милиони регистрирани надпреварувачи, голем број на млади, исто така параолимпиското карате кој е паралелно сега се ежа, меѓутоа и за таа категорија на луѓе е овозможено да учествуваат на параолимписките игри. Сето тоа се позитивни параметри кои што даваат една слика дека каратето би требало да остане на. А тоа е одлично за македонското. Од прилика во овој контекст едно прашање, претпоставувам повеќе тоа твој ресор. Како стои маркетиншки каратето на светско ниво? Затоа што знаеме сепак, сите спортови се веќе сериозен бизнис, за фудбалот веќе воопшто и да не зборуваме. Како каратето го работи тој сегмент? Возможно ли е тоа и дали се прави? Во последниве неколку години, како што реков, и тој дел е во голема мерка подобрен, затоа што претходно токму поради овие, да речеме, паралелизми што одредени само прогласени федерации на некој начин создава конфузија и кај медиумите, и кај потенцијалните спонзори, и во самите држави, и во институциите, и публиката едноставно. Едноставно ги инхибира и самите тие што инвестираат, а и Светската карате федерација, аналогно на тоа и Карате федерацијата на Македонија, да дојдат до можност да спонзори. Меѓутоа, последниве неколку години има голем напредок во тој сегмент, па со, ајде сега да не ги спомнем,
Меѓутоа може да се види на веб страницата на Светската карате федерација кои се големи спонзори, Има, компании тоа, ги има да. и доправа ќе ги има затоа што како што рековме и објаснувањето на правилата, како што спомена и Златко, и телевизичноста во поглед на пренесувањето со Мислам дека тој сегмент е многу највисоко важен, ниво, да. тоа да се направи телевизично, па Тоа е тоа, знаеме. Меѓутоа, знаеме исто така дека каратето е мал спорт, значи не е ракомет, не е кошарка, да не зборуваме за фудбал, значи од екипни спортови. Нешто слично како бокс не може да кажеме затоа што боксот парите се кај професионалниот бокс, Во не се во професионалниот, аматерскиот, да. аматерскиот Да. се едно скалило, карате нема професионализам, меѓутоа од друга страна има многу други предности, како што реков, затоа што огромен број на надпреварувачи, голем број на надпревари кои треба се класифицираат по ранг, а за наша среќа пак ќе кажам имаме многу квалитетни каратисти кои ќе бидат дел од тие надпреварувања и успешни. Одма ќе се надоврзам, рече Горан мал спорт, точно мал спорт, меѓутоа медало на Олимпијада, дали во мал, дали во голем спорт, е Нема медал во збор тука, Олимпијада. да. И сега се ќе се смени, јас сигурен сум и во однос на карате, не само во нашава држава, значи мораме да спомениме дека државата наша и во имнативе години и владата и агенцијата за млади спорт направи многу измени во смисла да му помага на каратистите. Порано немаше ништо, че освоиш медал на европско, освој, а сега веќе имаме стипендии кои што не се за подценување, меѓународна светска стипендија кои што многу му помогнаа на Берат, на да не ги помнувам сите, еве Па над 10 ги 10 веќе имаме. а и повеќе. Имавме медал на светско првенство во Џакарта, агенцијата му додели стипендија на еве девојчината надвор што ги видовте. да. И тие има подстрек сега, значи има дополнителна енергија, тие љубовта ја имале кон каратето, меѓутоа дошле до резултат, тоа го видела државата, го наградила и тоа е голема работа за спортист во наши услови на обкружување како што имаме во Македонија. Сега тука треба да се вклучи сигурно Олимпискиот комитет Горан тоа. тоа дефинитивно ќе биде. Затоа што јас ги пратам сите федерации, да речам, и многу ме интересира како работа во Нов Зеланд, во други држави има посебни центри за боречки вештини кои што се дел од олимпиското семејство. Така. Борење, џудо, теквондо и бокс, посебен центар има. И баш како другите спортови, сега карате значи ќе влезе и таму. Ќе си влезе таму, Во да. сите, во Сингапур, во Хонг Конг, тоа се институции кои што цели екипи стојат за тие спортисти. И тоа мора и нашава држава да го направи, затоа што не е само јас како тренер. Сигурно не до таму, меѓутоа Да, нешто не мора да се почне и да се помага со една цела екипа на стручњаци, не само јас како тренер по карате, туку треба за исхрана, треба психолог, треба сето тоа ќе носи кон Како и во сите резултат. спортови, всушност тоа што мора. Сите Имам сериозно, едно прашање кое претпоставувам ќе ги интересира Да. неутралните гледачи или не многу познавачите на каратето. Има ли каратето светски мега звезди што се го идентификуваат спортот? Има. Како Да, што да, се не знам, овие не им беат звездите, фудбалските звезди, Кристијан Роналдо, Меси и така натаму. Кои се тие звезди? Како котираат тие? Заработуваат ли? Имаат ли спонзорски договори? Како изгледа тоа? Еве само да знам, спомена. да. Еве Еркан, да речеме што е во Енес шампион. Еркан, Да, Турција. Енес Еркан од Турција кој што е во тешка категорија, неколку светски првенства, неприкосновен на европски првенства и така натаму. Мислам дека веќе 4 или 5 куќи купил, односно добил од државата, добро. кои што се во вредност од 100 до 200.000 евра, една, така што плюс парични награди, значи зборуваме за него, за Рафаел Агаев кој што неговата несреќа е што е азербеџанец, да беше било што друго од Западна Европа или Америка, сигурно дека Жан-Клод Ван Дам или не знам Чак Норис и такви некои Може вода да му други носи. мега звезди ќе беа еден мал дел. Мислам нема да претерам, а тоа е Мајкл Џордан во каратето, затоа што е повеќе од 10 пати европски шампион, не знам 4-5 пати светски и има иновации направено во каратето кои што со своите да Иако луѓето кажеме претпоставувам, може би не знаат, не е лесно и во со своите каратето да држиш предиспозиции. таков но континуитет. тоа е Джеки Чен во Тоа карате, е мислам, многу тешко, да. на татамито. Треба да се види само. Ова Да. ќе надоврзам на Горан за Еркан и за другите. Јас ги знам, имам судено на сите тие Така. светски прваци и разговарам со нив, со тренерите. И во една прилика од турски надпреварувач на нивото на Еркан и на турскиот тренер му викам честито за медало, значи и вика Златко, го гледам некако да не се радува. Мислам сега, викам добро што работава. Абе, вика, овој досаден е, овој веќе 10-ти пат, цело Приморје го има, вика, во Бодрум таму, што зборува, викам, значи, се секој медал тој добива награда, не правиме муабет за спонзорство, Така. не правиме муабет од државата. Тоа ми беше прашањето, подпишуваат ли спонзорски договори со Да, Зависи тие, нормално. во тие држави, да. Во- Значи, еве, во контекст на ова сето за Енес Еркан. Со ситуацијава, сега да не се сватам погрешно, Така. во Турција што се случи, предводник на сите, цел тој народ што беше, знаете кој беше? Значи, зад него, јас го гледав во живо, имам линк со
Енес Еркан. Значи излезе, зеде микрофонот, вика ова е Турција, мора да ја спасиме. Цел народ по него. Значи толку има тие големо влијание, затоа што тие ка Ердоган ода како така тие кажува. Вика ние кога сакаме можеме да влеземе, ама се добива од државата. И државата, турското знаме во карате, исто дали во фудбал. И мислам премногу се вложува во Шпанија, Италија, Франција, во карате се вложува. Германија, следно во западноевропските земји како е тоа? Се повеќе. Франција беше сега 51-то европско првенство во мај во Монпелје. Добро, значи тука се Азија, Европа и други континенти како? Па Африка се подобро. Јужна Америка исто таа. Значи нема некаде каде што има слаба точка. Северна Америка Европа е најака во карате. Така. Значи Европа е најака, следува што е малку неспецифично. Азија, Азија, претпоставувам дека очи за очекување ми Азија да биде. Да. Не, европското карате е најсилно карате во моментов и со години уназад. После следува Азија, Африка, Америка и на крај Океанија, Австралија, тој дел. Како и во повеќе се други. Како речи во сите спортови, каде што е малку поинаку малку. Меѓутоа, само ги пратам јас како човеков, веќе сите се растрчани. Знае од прилика за одлуката, значи сите држави бараат тренери, бараат надпреварувачи, во Дубај ода од Европа многу. Значи, веќе се раздвижи, секоја држава сега сака да добија спортист или тренер што ќе направи таков спортист, што ќе го створи. И веќе и сериозни се наградите. Во Сингапур награда, јас имам другар, тој е капетан на авион, пилот таму, тој ми кажува, медал на Олимписки игри во Сингапур е околу 2,5 милиони нивни сингапурски долари награда. И сега нормално дека ако некој во Германија не може да оствари, ќе бара, ќе го бара пато. Тоа ќе донеси во карате сигурно такво раздвижување. Тоа е добро за спортот, посебно за нас како каратисти. Ви благодарам за овој дел од разговорот, одиме на кратка пауза, се враќаме. Се враќаме по паузата на нашата вечерашна тема во спортското студио на телевизија Нова, а тоа е каратето, неговиот нов статус на олимписки спорт и тоа што за Македонија ќе значи што ќе значат овие измени околу можноста каратето да учествува на Олимписките игри во 2020 година. Се враќаме на дебатата со моите гости. Во каква фаза или во каква форма македонското карате ја дочекува оваа одлука? Може двајцата. Хајде, Златко. Значи, ако ги следиме резултатите, ги следиме, мислам, јавноста знае, ако сега имаше, пример да беше претходно избран карате, да имаше сега критериуми, еден од критериумите беше медал на европско и светско, ние че имавме представници сега во Рио. Така. Зборот ми е, со ова сакам да кажам дека нашите каратисти се квалитетни, имаме квалитетен судиски кадар, квалитетни тренери, имаме поддршка од Примош Дебена, кој што е председател на Европската комисија за судиска, тој иди овдека. Ние шетаме по првенства, мислам шетаме под наводници, одиме на семинари, се обучуваме како суди. Тоа ни е овозможено во последниве години од председателот на Карате Федерација Драган Стојановски, кој што имаше визија и некој можеби не го разбираја, меѓутоа тие што го разбраја, еве го резултатот сега, имаме квалитетни суди, квалитетни спортисти, имаме медали од светски првенства, од европски првенства, имаме од Джакарта последното, еден медал, ама тоа јавноста е запозната, мислам дека Берат, да не го спомнувам, 4 медали, други да не ги спомнам порано од постарата генерација. Сега зборуваме за овие актуелните каратисти. Значи на вашето прашање во моментов, ако имавме, сигурно ќе имавме представници не со вајлд карта, туку со остварени норми. И се надевам дека ова премногу сериозно ќе го сватам јас како тренер и другите тренери, и Карате Федерација, Олимпискиот комитет, Агенцијата за млади, дека Македонија има голема можност. Сега пак како што реков на почеток, да не направиме еуфорија, па на крајот испадне ништо. Па ништо да не излезе после 4 години. Да, затоа што тоа е процес. Значи имаме доволно време, ама мора да почнеме сега. Тоа е процес. Се сеќавам јас англичаните за Лондон, читав некои изјави нивни од нивните таму стручњаци дека треба не пред 4 години пред Лондон, пред 6 да почна и тоа го направи и во Лондон освоја многу медали. И во тенис, мислам, и во други, да. Тоа треба и ние да го направиме. Имаме потенцијал, имаме се што треба, со мала помош, со правилна работа, мислам дека има каратето и Македонија голема можност да се радува на резултат на, дај Боже, на следната Олимпијада, да. Значи, каратето во Македонија, сега јас нормално сите спорти ги следам и ги знам, кога можеме малку со повеќе навлез и од овој друг дел, е
убедливо најдобрата организација, значи Карате федерација на Македонија. Би сакал да даде пример оваа организација што има во КФМ на другите спортови и на сродните боречки спортови и на другите, па и екипните, дај Боже да има барем еден мал дел од освен аркометот, немаме друго нешто во континуитет. Ако сме кај континуитетот, значи во последните 10 години имаме 10 медали на европски првенства, еден медал на светско првенство, зборувам за сениорски. Овие помладите категорија кои ги собереме доаѓаат до неколку десетици, 50 и повеќе медали само од европски и од светски првенства. Тоа е навистина нешто изворедно. И едно богатство кое што треба се негува. Каратето е единствен спорт кој што има сениорски шампион и во женска конкуренција Наташа Илиевска 2011 година и Емил Павлов 2014 година. Добро, Наташа веќе ја заврши кариерата, меѓутоа таа е една легенда на македонскиот спорт, која што продолжува и во клубски рамки здравје, можеби и во репрезентативни да создава нови, како неа, дај Боже такви надпреварувачки. Емил е во години, моментално е 24. Тоа ми беше прашањето, да. значи колку од овие ние сега имаме каратисти со добри резултати, меѓутоа многу е значајно кој од нив или оние што доаѓаат од младинските категории се потенцијални кандидати за 2020 година. Значи ние може сега да имаме најдоброто прашање. Што ќе правиме по 4 години, ќе мора да имаме луѓе. Значи Емил ќе има 28, ќе биде во полна надпреварувачка зрелост. Го споменавме Берат Јакупи кој што е 4-кратен европски шампион во помлади категории, можеби малку префорсиран во тој дел, па сега имаше една мала пауза, меѓутоа ќе се врати, веруете, уште посилен. И ќе има 27 години за Токио, тој го живее исто така олимпискиот сон. Тоа е кај борбите. Има уште неколкумина, не би сакал никога да подценам ни оние што се повозрастни, Жарко Арсовски кој што е единствен македонец кој што освоил медал на светско првенство 2010, меѓутоа веќе во поодминати години за Токио веројатно ќе биде тоа така. Моментално Мартин Несторовски е во таа категорија негов главен конкурент со своите 20 и не знам, мислам 7 години. И тој нормално сака затоа што лани во Баку виде како е да освои европски ајде да речеме европски олимписки медал, но и уште една плејада на млади надпреварувачи кои што допрва чека да им ги земат местата пред се во репрезентација, а потоа и како медалисти на подиумот на европски и светски првенства, па еве сега ќе го живеат и олимпискиот сон и тие. Јас пред неколку дена имаше една тематска седница во Агенција за млади спорт со повеќе спортови, слушајќи ги другите и онака ги знаев, не ми се допаѓа ситуацијата глобално во спортот, меѓутоа каратето е исклучок и се надевам ќе биде предводник на сите спортови, ќе биде еден пример како треба да се организира една федерација, затоа што реков имаме сега, имаме за Токио, ама имаме и за 2024 година. Ова што спомена Златко претходно дека англичаните 6 години претходно се подготвувале. 8 години се подготвуваат олимписки кандидати, тоа е позната работа во светот, во спортот, не е тоа е процес, затоа не може да само кога велам ние, не јас, Златко, други што се во карате или не знам на одредени функции. Ние како Македонија имаме потенцијал. И сега треба да го разбереме тоа и треба да го поддржиме и треба да дадеме пример на другите спорти како да работат. Значи имаме ние 2 олимписки циклуса да пополниме со олимписки кандидати кои ќе остварат норма. Само треба да им се даде добра можност, добра подлога за работа, услови и на тренерите и на самите надпреварувачи, инфраструктура горе-доле имаме. Имаме одлична релација со Светската федерација. Овде во Агенцијата за млади спорт веќе одамна препознаваат, веќе знаат и во Македонскиот олимписки комитет, благодарение на Баку минатата година. Па ево во извештајот на Македонскиот олимписки комитет, оне годишен крајот на 2015 година. Со оглед дека и вие и тие знаеле дека каратето ќе го добие статусот, предпоставувам дека веќе контактите се воспоставени. Меѓутоа, тие видоа на лице место што значи да се има спортисти со норма, и самите тие од председателот господин Тупурковски, па Сашко Поповски, генерални секретари и Владимир Богоевски, кој што беше шеф на мисија, директорот на МОК, видоа самите кога ги освојува медалите Емил Павлов и Мартин Несторовски, заедно седевме во Баку на ежени, што се вели онака, премногу радосни и нивните изјави беа вака последен пат се чувствувавме 2000 година во Сиднеј кога Моги Ибрагимов освои бронза. Меѓутоа ова се наши спортисти, наши момци и девојки родени во Република Македонија, без да ги потцениме сите други кои се бореле за Македонија, меѓутоа наши кои што се создаваат благодарение на овие тренери кои се квалитетни, едуцирани, се жртвуваат себе си своето време и ги создаваат да бидат врвни. Во многу спортови јас сум разговарала со и Горан тоа го знае. И голем дел од федерациите, па еве и во комуникација со Македонскиот олимписки комитет,
сериозен проблем имаат многу спортови со тренерскиот кадар. Покриено ли е каратето од тој аспект или сега знам вие ќе речете секогаш може да се напредува, меѓутоа има ли Не, јас реален сум и многу ме прашања поставивте и секој зборувам реално и отворено и директно да речам. Значи во карате благодарение на морат да го повторам на Драган Стојановски, претседателот. Значи јас порано сам одев да полагам 2005-та. Сум имал некоја визија, одев да полагам се сам, никој не ми помагаше. И успев да положам. Од кога дојде Драган Стојановски како претседател и одредени луѓе во федерација, значи се смени, видоја дека треба да се донесат стручњаци, дека не треба наши луѓе да се праќа на светски првенства, на европски, на семинари да учат. Јас кога одам на светско првенство, одам некојаш 3 дена и по јапонците одам. В сала и седам негде и само ги прашувам. По французите, по италијаните се запишувам. Значи мора да се трудиме сами, а ова ни го возможи и Карате федерација да се едуцираме. Значи јас сум со сертифициран тренер на Светска федерација и во кати и во борби, ги положив сите лиценци и сега мојата лиценца важи во цел свет. Има и други тренери кај нас, некој во кати, некој во борби. Значи имаме кадар, имаме искуство и како тренери, и како судија, знам што треба да ги научам, сега јас зборувам за мене. Значи имаме кадар ние, само треба сето тоа да го споиме сега, да не чакаме многу време. И јас не би лицитирал никако со имена. Значи секоја чест за овие сите што ги спомна Горан и јас што ги споменав. И наравно не ги споменавме сите што затоа ги што знаеме има. сега. Да, тие се освојувачи. Има многу млади деца сега, што 16 години сега што има, 17, 18, тие може да ги исполнат критериумите. Точно, може да напредуваат за 4 години. Ние не години. смееме да ги оставиме никако на страна, туку сите да бидат во еден пакет. И кога ќе дојде времето, од тие ќе има квантитет, има и квалитет. Ако ние кажеме овие двајца сега ќе одат на Олимпијада, тогаш ништо не сме направили. Значи мораме и во тој тет да размислуваме, а со поддршка нормално со факултетот за физичка култура каде што Карате федерација има и то да не забораваме да спомниме. За стручна и научна помош. Јас како што кажа, вели че ја споменам Ленче професорката, значи првиот медал во кати што го освоивме за Македонија на официјално европско првенство. Ние бевме топ спремни физички со исхрани со се. Меѓутоа таман пред првенство Ленче разговараше, ги ослободи децата, ги натера, значи се си има компонента што треба да се спои мозаико и на крај една коцка последна мозаико за да се отвори. Една грешка во тие сите чекори се ќе пропадне. Затоа мораме да видиме како тим, како екипа олимписки, со еден координатор на таа екипа, со тренери, со поддршка, со факултет, со агенција, со МОК, тогаш може да речеме, може да дојдеме до борба за медал. Инаку, ако кажуваме, сега јас да кажам, јас секако како тренер ќе освојам медал со овој надпреваруваш. Тоа е, мислам, не е реално и само е лажна слика за ствар. Иначе пеколна ќе биде конкуренцијата, јас ги познавам. И каратистите, еве сега го гледав Даглас Брос, е шампион, значи од највисок ранг. Се расплачи кога кажа дека тој знаеше дека ќе биде примено каратето. Ама тој има проблем да влезе на Олимпијада, затоа што неговата категорија ќе се спои со други 3. А таму има уште 10 во секоја категорија екстра шампиони. А треба само 10 луѓе во категорија. Тоа ќе биде пеколна конкуренција. Точно тоа, да, ние сега вака зборуваме дека Македонија има добри резултати, има потенцијал, има добри надпреварувачи, меѓутоа трката е за само 10 места во категорија, така? Страшно. Тоа е споени категории од 5-3, да. Нашите да пробаме попластично да објасниме. Нашите каратисти за да стигнат на олимписки игри, да бидат или кандидати или да имаат олимписка норма, претпоставувам треба на овие големите карате надпреварувања да имаат по првите тројца медали на европско, на светско. Дали тоа ќе носи, како ќе носи тоа? Тоа се уште не може да се е дефинирано, али така треба да биде тука, каде што се сега. Значи треба да биде да се стои на врвот и да не се мрда од таму. Да се тука. Оди после ако се брка нормата на друго место, замина возот. Ќе биде многу тешко. Меѓутоа, она што споменавте, значи имаме тренерски кадар, што не значи не треба да се прошири. Имаме центри во Македонија како во ретко кој спорт. Значи покрај Скопје кој има повеќе клубови, Прилеп е да речеме извонреден центар каде што и двајцата селектори во борби кати се од Прилеп, но има и 4 клуба ако добро знам, ако добро бројам, Штип исто 3-4 клубови кои што исто така го дават и Емил Павлов и Жарко и Сашко Расовски и Патраклиев и уште други таму кои што работат и создаваат. Потоа Тетово, Гостивар како регион, Струга, Охрид, Кочани е тука, не знам, Велес се појавува. Порано беше концентрирано, таму е поентата. Тоа ми е поентата затоа што беше Скопје и толку. Да, ајде сега со
медицински речник метастазирано во позитивна смисла е буквално во сите краишта на Македонија. Добро, најголем дел работат со млади категории, но оние поталентираните продолжуваат и тоа е она што сите ги интересира. Потоа се концентрираме на така. Вие зборувавте нема професионализација во каратето, меѓутоа масовноста е карактеристично за многу спортови кај нас. Значи тука следите и знаете и вие дека ако ракометарите имаат добар резултат, па децата се запишуваат на ракомет, па или на кошарка и така натаму. Јас знам многу деца, нели, на мои блиски и на пријатели што одат на карате. И таа масовност претпоставувам дека е голема и бројно е тоа. Како меѓутоа колку процентуално од тие деца успеваат да стигнат или издржуваат да стигнат до еден стадиум каде што вие ќе го подготвувате за настап на големи надпреварувања? Еве јас на пример како тренер ова што кажувате во тој контекст. Значи од мој другар детето го носи на тренинг и вика овој да биде каратист, ти си добар тренер. И јас добро, нема проблем, почнуваме со тренинзи и го гледам детево, некоја со топка се загреваме. Значи роден за кошарка. И му викам на родителот, не можем да бидем, овој не може да биде каратист. Овој носи го нека игра, ама не јас сакам, а ти сакаш, и мене ми смета, и него јас му сметам. Џабе време губим. Ако се пристапува така, тогаш и значи јас како судија 40 години и како репрезентативец на поранешна Југославија имам око за карате. Еве Горан има око за спорт и тој јас верувајте кога ќе судам, кога ќе се нареда по кимона, не мора да се надпреварува. Јас знам првите тројца може да сгрешам прво, второ, трето. Али имаме осет веќе кој е спремен спортист по очите, по држењето се познава. Исто и за талентите. Значи може и да има бројката е секогаш многу се запишува на карате. А карате е тежок процес затоа што има правила на движење. Во бокс е лесно, мислам лесно. Има техника, али сега да не мафтам пред камери, значи некои се во карате се стрикни движења и тешки движења за телото. Мора да го контролираш, не се праволиниски, има странични. Цела група на мускули треба да се подготви психолошки секако. Лесно е во фул контакт, например, што му дајате на ракавици и опрема, ајде борба. А овдека има процес, тој треба 3-4 години да помине таа школа, зборувам за врвен да се создаде. А за турнири, за тоа е друго. Тој треба таа школа да ја помине, па после на надпревари државни, балкански, медитерански. Тоа е една страшно под наводници малтретирање и стрес за спортисто и за тренер. Јас од 40 години 2 медали имам освоено како тренер на светско првенство, сум се борел неколку пати со моите ученици и знам што значи тие надвор мисле черки близначките. Дома ги гледаме. Значи јас кога ќе му кажам денеска нема тренинг, ова недела ќе одморате, тие пак станува. И имаме расправи и се му викам не зборувам јас како родител, јас зборувам како тренер, како селектор. Една недела нема да вежбат. Мора да ја спуштам формата, мора да ја подигнам, мора да се придржува кон исхрана, кон се изборувам за сите спортисти врвни што сака да бидат, тоа е режим на живот веќе, нема тука. Тоа ми е прашањето. Таа голема огромна бројка на деца колку издржуваат? Па од 100 деца што ќе Оставувам правило важи во сите спортови дека многу мал процент. Дојдат многу деца, остануваат многу малку. Не само тие што имаат талент, голем дел од тие што имаат талент треба работа. Не сака да оди на тренинг 2 пати дневно, да внимава, да не излегува, и така натаму. Затоа велам дека таа бројка сигурно многу мала. И ова што викате, значи јас себе ги имам осетено со тој многу има желба, ама секој има криза. И тука се родителите и тренерите за поддршка. Значи екстра талент, вежба со години, се труди и во еден момент дојдува до криза, дојдува и мора тогаш да се помогне од родителите, од тренерите, од психолог, за да се задржи тој спортист. Значи, страшен процес е тој да се создаде еден таков спортист, а ќе биде уште пострашен, затоа што сега сите овие, Шпанија, Италија, уште повеќе ќе стегна на гаста сега. Тие има шампиони, а ние ако станиме така само добри сме имаме, значи ние треба да стегнеме и да ги пратиме. Мисленото прашање за Горан претпоставам, пошто вие сте си имали инсайдерски информации дека какви се позициите, дека се добри позициите на. Па добро, јас сегаш однапред им кажав, нега со видови тука прво ги компарирам нештото пред, сега и како ќе биде во иднина според тоа што се прави. Второ, овие инсайдерски, да речеме, информации кои пак ги знаја порано или подоцна, пред некој ден воопшто не се радував премногу, се радував кога знаев дека е веќе направено тоа. Само веќе ја чекавме веста, и со колегите на работа. Добро ги знаете, нели?
меѓу другото, и вака во карате круговите и воопшто со луѓе кои што се помалку повеќе инволвирани, па и со институциите на системот, на кои што, пак ќе речем, на сите нам ни одговара како Република Македонија, како едно, ајде да речем сега фигуративно, мало парче земја, имаме со што да се надпреваруваме со другите. Сега колку ќе стигнеме, тоа зависи Тоа ми беше од она што, да. со оглед на тоа дека се знаеле позициите, предпоставувам дека веќе се има некаква визија во кој правец ќе се движат работите. Зборувам од аспект на тоа како ќе се организирате, еве што спомена Златко, координатор, не знам кој ќе биде надлежен, како тоа ќе се одвива, како ќе се прави дополнителна селекција, како ќе се работи, од кого ќе се бара помош, сите тие работи. Еве, да направиме една компарација со борењето, кое што во тие златни години од 70-та година па се до 2000-та некаде има донесено 4 олимписки медали, од кои што еден златен, има донесено односно 5 олимписки, 4 од светско првенство, голем број европски медали и така натаму, и како еден олимписки спорт кој што е перјаница на македонскиот спорт воопшто во историјата. Каратето е сега на тие позиции. Меѓутоа, и во недобрите години, кога борењето било, сега ние можеби сме биле мали, не сме биле и така натаму родени, меѓутоа, од она што го гледаме од записите, имало секогаш по 2-3, можеби 5 мина кои што се кандидати реално за да дојдат до највисоките одличи. Сега тоа го има каратето. Значи, од друга страна, во секоја категорија е многу тешко да се избори за статус репрезентативец. Еве, неколку пати споменуваме имиња, и тие репрезентативци што еве Емил Павлов, ако бил европски шампион и веќе обезбедена спортска пензија, која ќе заврши кариерата и ќе направи. Најтешко му е државното. Најтешко му е да биде шампион тука. Да, значи во тие категории неколку, особено во машка конкуренција, и тоа е доброто едно богатство. Направен е систем по барање на тренерите, на самите надпреварувачи, во стручниот совет, во кој што влегуваат сите тренери од релевантните клубови кои имаат сениори, на нивни предлог и нивна согласност, знае нормално и Златко кој што е дел од тој стручен совет, да се направат критериуми за избор на репрезентативец. Зошто го зборувам ова? Да ги објасниме ако може како изгледа тоа. Па еве, ставивме покрај државното првенство одреден број на поени кои што се обезбедуваат во поглед на прво место, толку второ, трето, четврто, и тие четворица од државното првенство првите има 3 други критериумски надпревари, од кои што има Премиер лига, Балканско првенство и уште еден кој што самите ќе го одберат, собираат поени. Да, еве одма да се надоврзам, јас баш еден од кој го предложи тој предлог бев јас, затоа што имав јас конкретно, имам 2 ќерки близначки, која да ја земам, двете се тука. И тргајќи од сите тие работи, да не биде пристрасно, туку да биде тој што вреди. Направивме систем на поени. Со мерливи критериуми. Така, да. И тие да знаат да си подадат и да си знаат, да немам ни јас притисоци, ни тие да има, ни судите, ни никој. Затоа што еве сега за светското првенство, во што следува во Линц. Да. Имаме во женска категорија зборувам 3 кандидатки и не е сигурна никоја која ќе биде. Олексанија Јовановска беше 5-та на европско првенство, меѓутоа уште не е сигурна и тоа е добро. Треба да вежба уште поиќе. Од и близначките и диша наврат. Што сакам да ви кажам, критериумот кој е за светско? Треба да имате 5 меѓународни победи на јаки турнири. Поликсенија има 3, другото има 4, едното има 3. И сега сите се тука, ама Поликсенија има пласман на европско 5 тај. Меѓутоа никој нема уште од нив трите остварено критериум за светско првенство. Мора на Истанбул премиер лигата во септември да направи уште една победа. И тие сега не се мирни. И вежба, јас не можам да што кажам. Сакам да вежбам, нема да вежбам, мора да одмориш. Значи, тоа е добро. Тогаш ќе имаме од тие 3 или во 3 кај Емил, или кај Иво, кај Берат, сите се тука. Диша еден на друг. Ако е еден, јас сум тој сега и тогаш нема да имаме резултат. А вака ќе имаме. Значи се диша еден на друг на врата. Тоа е конкуренција и со еден збор, селекторот не селектира. Така, не можам јас да кажам репрезентативците, добиваат тие по резултати. Тој ги тренира. Јас не можам да кажам овој ќе биде. Значи ќе си кажа самите резултати и тоа е многу добро и е многу пофалено. Горан сигурно знае од сите, не од околината и од други земји, да. Во Србија ова што го предложив јас, го предложија во сите спортови.
како на ниво на Министерката за спорт во Токио, сега да не ширам темава, меѓутоа тоа што е позитивно, и јас тоа не го измислив и не го измисли КФАМ, има во Италија, во Шпанија одредени и ние купивме, одавде купивме од други спортови и ова е најубавото. Верувајте ми, се смирија сите страсти. Нема никој не се буни повеќе зошто е овој. Да биде реален критериум, да нема. Иначе порано беше селектор, да не спомнувам имена, тој се договара со другиот, ти земи ми во јуниори, ја ќе ти земам тебе во сениори, и тоа се праеше реално. Зато имавме проблем ние. Ама сега овие години од кој е председател Драги и овие сето извршни одбор Горан сите со идеите на тренерите и дојдовме до идеално решение кој што врвни велесили во карате го гледа и сака да го примена и кај нив. Оти во другите држави селекторот кажува овој ќе биде и готово. И сега само да го спомена извршен одбор. Значи извршниот одбор сега данес ајде да ќе се изземам, ама ќе зборам за другите. Значи е составен од исклучително квалитетни поединци, непристрасни, неповрзани, еве јас не сум поврзан, меѓутоа реков ќе зборам за другите, или се универзитетски професори, четворица од нив се поранешни или сегашни председатели на некои други организации. Значи исклучително еден состав на интелектуалци кои што расправаме некојаш и многу долго, со сигурност можам да тврдам дека имаме најголем број состаноци од сите други спортови, неспоредливо, па и со стручниот совет, па и со другите комисии, дисциплинска, арбитражна, кога како ако треба. Меѓутоа се помалку треба во тој сегмент и сите буквално знаат дека треба да се вршат својата работа. И тренерите, и надпреварувачите, и да не решаме една идилична ситуација, меѓутоа долу таму на татамите е многу нормално жестоко да ќе трае борбата, пред и потоа и ќе се гушнат, и ќе се честитаат. И тоа е една голема победа буквално на сите, затоа што секој знае дека никој не протежира некого. Ако си добар, никој не може да ти го одземе тоа што си добар. Немаме уште многу време, имам уште едно кратко прашање. Што се престојните предизвици во најкусо? Вие веќе спомнавте, нафрливте неколку работи. Што се предизвиците за македонското карате следни? Најголем предизвик е сега, значи светското првенство сениорско, тоа се одржува на 2 години, како што кажа Горан Бреше во Бремен. Сега е тој предизвик, а предизвик за сите репрезентативци да оствара норма за светско првенство е Истанбул, премиер лигата, каде што сите од цел свет буквално ќе дојда, затоа што му е тоа последен филтер. После светското и да јуниорските, европско и цел циклус понатаму, меѓутоа ова ни е приоритет. Ова е сега прво. Да. Океј. Многу ви благодарам што одвоивте време да бидете гости. Ова беше актуелна тема овие денови. Се надевам во иднина се гледаме за ви благодарам што не поканивте, затоа што имавте сенс дека ова е стварно добра тема и важна тема за Македонија. Благодарам уште еднаш. Особено на почетокот на Олимписките игри, се надам дека нашите ќе направат најдобро што можат, меѓутоа зборуваме и ветуваме, ако е секако што е сега во моментов каратето ќе има многу што да каже во Токио. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието. Сега кога останете уште кратко на нашата програма, во продолжение ќе можете да видите и снимен разговор со Берат Јакупи околу неговите ставови и позиции за новиот статус на каратето како олимписки спорт. Пријатно од мене. Мене, како прво, ми е многу чест што каратето влезе во олимписките спортови. Ја мислам дека е една добра шанса за сите каратисти во Македонија, бидејќи сите знаеме дека има потенцијал во каратето и може да се успева да барам да идеме како да фатиме норма за Олимпијада. Знаеме сите дека ниту еден спортист нема од Македонија норма за Олимпијада и ние сега ќе се спремиме и ќе даме максимум за овие години што имаме успеено исто така да продолжиме, ништо повише. Ја мислам дека од Македонија најмалце еден ќе биде во Олимписките игри во 2020 во Токио. Дај Боже да сум и ја еден од тие представници. Господине Каменица, најпрво да ви се заблагодарам што издвоите време за овој разговор. После нешто повеќе, може би од 30 години сте повторно во Битола, па какво е чувството? 29 година, да вас мало исправим, фала на позиву. Сигурно е да, с обзиром да ми е ово први повратак у бивши клуб, за Пелистер ме вежу заista lijepe uspomene, velike emocije. Mi smo tada napravili zajedno sa rukovodstvom kluba izuzetno dobre rezultate.
Bili smo u jugoslovenskim okvirima 2 puta drugi. Tada je Jugoslovenska liga bila najjača na svijetu. Tu sam postao selektor omladinske reprezentacije Jugoslavije sa kojoj sam osvojio svjetsko prvenstvo. Posle sam postao i trener A reprezentacije. Znači, kompletni utisci su. Imali smo punu dvoranu, strašno dobru sinergiju sa navijačima, ekipa, rukovodstvo kluba i tako dalje. I u svakom slučaju sam srećan što sam ponovo ovdje i pun sam motiva da te rezultate ponovimo. Ако добро се сеќавам на пресконференцијата споменавте дека за прв пат во вашата кариера се враќате повторно во еден клуб. Што е она што ве натера да се вратите во Пелистер? Pa prošlu sezonu sam bio u Turskoj, potpisao sam 5-godišnji ugovor, međutim to nije dalo nekakve rezultate. Turci još u rukometu ne znače ništa. Došlo je do kontakta sa ljudima iz rukometnog kluba. Meni se taj poziv dopao s obzirom da sam pri kraju svoje trenerske karijere i procijenio sam da bi bilo dobro da napravim još jedan projekat u Pelisteru i da tu završim karijeru. Znači ja ne dolazim da stvaram ime da bi se opet negdje prodao, nego da svo svoje znanje, iskustvo, energiju, entuzijazam sa ljudima iz kluba udružim i da napravimo jedan jak klub i da tako miran odem da završim karijeru tu. Eto, to mi je cilj. Sa ljudima koji vode klub, sa gradonačelnikom, sa sekretarom opštine smo našli, usaglasili smo koncepciju rada, koncept, opredijelili smo se da to bude jedan projekat u 4 godine i za sada se sve odvija onako kako smo dogovorili. Mislim da je neophodno naglasiti da samo sa timskim radom možemo doći do svojih ciljeva i sljedeći naš korak je vraćanje publike u dvoranu, da dobro pripremimo ekipu. Ja znam šta znači bitolska publika i ovu priliku koristim da joj uputim javni poziv da nas podrži na našem projektu. Naš projekat će biti zdrav, transparentan i vrijedan pažnje. Пелистер доведе веќе и неколку засилувања за оваа сезона, веќе го одржавте и првиот тренинг. Како сте задоволни од играчите со кои располагате за оваа сезона? Pa u razgovoru sa ljudima iz kluba procijenili smo da je prošlogodišnja ekipa bila nekompletna. Sve igrače iz prošlogodišnjeg rostera smo ostavili na dispoziciji da im damo još jednu priliku da se u jedan ozbiljniji profesionalni rad nametnu. Procijenili smo da nam treba 5 igrača. Uspjelo nam je realizirati sve te transfere. Sada se pojavio novi problem sa Stefanom Drogiškim, koji je, bez obzira što ima postojeći ugovor sa nama, odlučio se za rukometni klub Metalurg i sa te strane smo ušli u projekat dovođenja još jednog igrača s obzirom da na toj poziciji na makedonskom tržištu nemamo adekvatno rješenje. Znači, koncept nam je bio da ekipa bude više sastavljena od makedonskih igrača. U svim tim slučajevima nam je uspjelo. Ekipu smo kompletirali. Sad slijedi detaljno upoznavanje, dobra priprema i određivanje striktnih ambicija koje očekujemo da nam ekipa uzvrati. Nadam se da ćemo u svim planovima uspjeti. Danas nam je došao na probu lijevi bek iz Niša, Pavle Pavlović. Nadam se sa materijalima koje smo pogledali smo zadovoljni. Međutim, želimo to još jednom provjeriti na terenu, uživo, razgovarati sa njim, probati i nadamo se da ćemo sa time završiti prelazni rok. Ekipa će biti, kao što sam rekao, kompletna. Ona će biti uvijek otvorena za mlade igrače koji budu pokazali talenat i volju iz domaće škole, tako da ćemo za njih imati direktnu prohodnost u prvu ekipu. Želimo da paralelno sa prvim timom oformimo jaku školu i neki dugoročni plan nam je da što više igrača crpimo iz omladinskih pogona naših. Токму околу младите играчи им беше наредното прашање. Се знае дека Битола од секогаш била, може слободно се каже, расанник на млади играчи и на македонски репрезентативци. Каква е моментално состојбата со младите играчи во ракометниот клуб Пелистер? Pa gledajte, cijel klub je doživljavao jednu krizu. U posljednje vrijeme ta kriza je od strane opštine zaustavljena. Pelister je ponovo postao
postao u poslovanju transparentan, što je najvažnije, zaustavljen je taj njegov pad. I sigurno je da kao takvo poslovanje se odrazilo i na rad sa mladim. Mi ćemo sada odmah u rad s prvom ekipom napraviti detaljnu analizu rada u mlađim selekcijama. Ono što ja vidim u spiskovima i kadetske i omladinske reprezentacije Makedonije, nema igrača iz Pelistera, odnosno imaju dvojica koji su došli prošle godine iz Metalurga. I to je meni pokazatelj da nešto nije u redu isto tako sa tim mlađim selekcijama. Mi moramo biti jaka baza i za rukometni klub Pelister i za makedonske selekcije, počevši od mladih do A tima, to će nama biti prioritet u budućnosti. Во вашата прва сезона сега како тренер на Пелистер, кои се вашите цели кои сакате да ги остварите во однос на македонското првенство? Pa sigurno je da nas kao klub ne zanima više play-out. To je definitivno. Nas zanima play-off, nas zanima svake godine plasman u evropske kupove, nas zanima kroz ligu, znači kroz play-off, jake utakmice sa Metalurgom i Vardarom. To do posljednje 2 sezone, 3 nije bio slučaj. I na taj način ćemo jačati ekipu, na taj način ćemo ponuditi našim navijačima atraktivne protivnike, kvalitetne. Na taj način ćemo ekipu ponuditi sponzorima koje želimo privući u klub, da uz pomoć opštine izgradimo jedan kvalitetan klub i znači permanentan nastup u evropskim kupovima i borba za plasman tik do Vardara i Metalurga. По некои сплет на околности, Пелистер сезонава ќе игра и европски надпревари. Ја гледате ли таму шансата за докажување и враќање на публиката во салата? Pa to je malo došlo preko reda, tako bi rekao, nije ostvareno na terenu, ali klub je osjetio da je dovoljno spreman organizaciono da prihvati se takvog jednog izazova ponuđenog od Makedonsko rukometne federacije. Izvukli smo veoma kvalitetnog protivnika, ali to je isto jedna prilika da ponudimo ekipi jedno internacionalno takmičenje, da ponudimo publici jedan kvalitetan dvomeč sa ekipom Vogošće. I sigurno je da je to jedan od prioriteta, kao što sam malo u prethodnom odgovoru naveo, da imamo kontinuitet u evropskim nastupima, što je višestruko značajno i za razvoj ekipe, i za našu publiku, i za naše sponzore koji se žele reklamirati kroz nas i u regionu i u Evropi šire. Во однос на куп надпреварите, ја гледате ли можеби таму шансата за Пелистер да стигне можеби и до титула? Pa ne opterećujemo se takvim planovima trenutno. Mi smo izuzetno trenutno fokusirani, znači da kompletiramo ekipu, što smo u većoj mjeri završili. Sad je prioritet da je dobro pripremimo, da joj omogućimo permanentne uslove dobre za rad, kontinuiran rad tokom cijele godine. Ja moram još malo detaljnije upoznati se sa ovim igračkim kadrom, upoznati se sa ligom, ali u svakom slučaju ekipi ne treba nametati nerealne opcije, s obzirom da nam je poznato da zadnjih godina da su Vardar i Metalurg daleko odgurali i po organizaciji kluba, po budžetima, po njihovim nastupima u Ligi prvaka i drugim evropskim kupovima i da je to za nas još uvijek san, borba za trofeje, ali mi ćemo stvarati stalne uslove za postavljanje vrhunskog kluba koji će u dogledno vrijeme se i ekipa kroz klub upustiti u borbu za trofeje. Sad mi tražimo jednu širu podršku naših sponzora da na tom projektu da nam pomognu, da bi došli do nekog budžeta s kojim bi bio bar ravnopravno u ovom trenutku da se sa Metalurgom uđe u takav jedan fajt, odnosno borbu i za trofeje i za plasman u regionalnu ligu, koji bi bio onako za klub Pelister vrlo izazovan, s obzirom da regionalna liga ima velike standarde, a poznavajući tradiciju Pelistera, to bi bila mjera prava za grad Bitolu i za klub. Година во ракометната Суперлига Битол има 2 представници, односно битолчани ќе можат да гледаат градско дерби. Како вие гледате на тоа?
Pa slušajte, to je nešto novo. To je prvi put situacija da Bitola ima dva predstavnika u istom takmičenju. Mi gledamo svoja posla, mada ovo što je na prvi pogled s moje strane zapaženo, a to je da su oni za kratko vrijeme promijenili koncepciju. Prvo su najavljivali mladu ekipu, domaći igrači, rad sa mladim igračima. Za vrlo kratko vrijeme su počeli dovoditi strane igrače, znači da imaju visoke ambicije, to su njihovi problemi. Mi imamo puno svog posla, ali eto, volio bi da taj derbi bude izazovan i za publiku, da dođe u što većem broju. Ja ne znam, to je za mene isto novo kao za sve ljude druge iz kluba, jer se to prvi put pojavilo. Ali u svakom slučaju ja želim jedno zdravo rivalstvo, ne želimo nikakvo podmetanje, krive poglede i tako dalje. Ја споменавте и регионалната лига. Во овие 4 години, најпрво кога што ќе бидете вие тука во Пелистер, дека Пелистер може да стигне до таа регионална лига и да може да се носи со екипите од регионот? Pa ja mislim da nismo još spremni za takvo nešto, prije svega ni klub organizaciono, ni dvorana s kojom posjedujemo tu. U nekim segmentima regionalne lige takmičenja, oni su jači od lige prvaka čak. I planirana rekonstrukcija dvorane zbog ovih političkih događaja je izostala. Prvo se moraju stvoriti ti uslovi, mora se riješiti pitanje podloge, to sve košta. Mora se sigurno imati veći budžet puno nego što je to sada situacija. Metalurg je po tom pitanju daleko ispred nas. Makedonija za sada ima 2 mjesta u toj regionalnoj ligi i tu treba paralelno stvarati uslove po pitanju objekta, po pitanju kluba koji će znati iznijeti organizaciono takvu jednu ligu i po pitanju ekipe stvoriti je da ne budemo u njoj prolazna priča, kantar za nabijanje, nego da budemo jedan opravdan član te lige. Znači, zato sve treba stvoriti uslove i ući potpuno pripremljen u takvu jednu ligu. To će biti težak zadatak, težak posao, ali mi ćemo tome težiti kao klub. Можете ли да направите една споредба во однос на квалитетот на македонската лига со лигите во кои сте работеле до сега? Pa, rukomet u Makedoniji se profilisao kao sport broj 1. To je definitivno. Sama činjenica da Makedonija ima 2 predstavnika u Ligi prvaka je velika stvar. To mnoge rukometne zemlje po tradiciji dugoročnije veće nemaju i sigurno je da je to jedna dobra stvar. Reprezentacija Makedonije je učesnik posljednjih godina na svim velikim takmičenjima. Vidim da predsjednik Bukajetov radi na postavljanju stubova budućeg razvoja, stvaranju uslova za rad sa mladim selekcijama. Vidim da se sasvim sistematski prišlo tom problemu priprema kadrova, da se potpuno dočeka spremna ta smjena generacije koja je puno dala makedonskom rukometu i da se mi u tom jednom takvom jednoj situaciji osjećamo kao jedan od budućih stubova razvoja rukometa u Makedoniji. I na tom pitanju imamo jednu odgovornost i zato smo se odlučili da imamo koncept domaćih igrača u ekipi, da na taj način pomognemo i federaciji, da pojačanjem rada škole rukometa isto tako proizvodimo kadrove, s obzirom da je Makedonija mala, da se po tom pitanju mora temeljno prići tom problemu. Moja iskustva su, šta ja znam, ja sam cijel život manje više radio na Balkanu. U Makedoniji sam radio u prethodna 2 navrata. Meni je poznat i mentalitet i ambijent. Poznat mi je grad Bitola, u njoj sam proveo 3 lijepe godine svog rada. Tako da za mene ovdje nije ništa nepoznato. Osjećam se i zadovoljno što sam na kormilu Pelistera i zaista sam motivisan da dam sve od sebe, da svo svoje znanje i iskustvo udružim u klub, u stvaranje jednog jakog kluba. Сметате ли дека Пелистер може да се врати на оние стари патеки од кога вие бевте последно тренер тука?
Pa ja pamtim, to je bilo jako vrijeme. Pelister je bio veliki klub, da se razumijemo. Mi smo se sa jednom metaloplastikom koja je imala po 7-8 repestivaca. Metaloplastika je tad bila najjači klub na svijetu. Jugoslavija je bila najjača sila rukometa na svijetu, osvajač olimpijske medalje 84. i 86. svjetskog prvenstva. Mi smo u toj jednoj ligi bili 2 puta drugi, bez reprezentativaca, što je posljedica jedne jačine kluba, jake organizacije za takmičenje, jake sinergije između rukovodstva kluba, ekipe i navijača, i to je doprinijelo tim sjajnim rezultatima. Mi težimo da stvorimo ponovo jedan jak Pelister, mada je teško porediti vrijeme, generacije. Tad je bila Jugoslavija, sad je Makedonija, ali eto, imamo, naše ambicije će biti stalno da svakodnevno budemo jači. Koja je porakata što ќе им ја упатите на најувачите на Пелистер? Pa ja prvo, sinoć sam održao jedan temeljan sastanak sa igračima, skrenuo sam im pažnju da su oni ambasadori, znači i za sponzore i za navijače. Oni svojim ponašanjem, sveukupnim, i na terenu i van terena, moraju biti magnet da privuku i mlade igrače da dođu da treniraju rukomet, da u njima vide uzore, a svojim pristupom na utakmicama, zalaganjem, besprekornim zalaganjem, oni su taj magnet i za navijače. Ja pamtim mnogo puta da je nama znalo ostajati izvan dvorane po 2-3 hiljade. Ja želim da se to vrijeme vrati, da imamo punu dvoranu. Beatlesska publika je poznata u svijetu po navijanju. To je publika koja je znala dobiti utakmicu. Vrlo školovana publika koja poznaje rukomet, a svojim temperamentom, glasnim navijanjem imala je i te finese da su sistematski znali rušiti protivnika i voditi ga na taj način u poraz, odnosno svoju ekipu do pobjede. To je neprocjenjiva korist za ekipu, ja sam vrlo toga svjestan i želim takav jedan ambijent, od srca ga želim. Господине Каменица, тука ќе ви се заблагодарам, ќе ви посакам големи успеси со ракометниот клуб Пелистер и секако да гледаме еден нов Пелистер со многу титули во европските купови. Eto, ja bih volio to i vama hvala na odvojenom vremenu da nam posvetite pažnju. Благодарам. Hvala.